Добар ден, почитувани граѓани, во текот на денешниот ден како кандидат за градоначалник и останатите кандидати од Социјалдемократскиот съюз, носителот на листа, бевме во можност да разговараме и да слушнеме мислења од различни групации на граѓани, здруженија на граѓани, најпрво во текот на рани утрински часови со здруженијата на граѓани припадни на етнички заедници кои што не се опфатени во рамките на Уставот на Македонија, како што се црногорците, ерменци, пољаци, руси кои што живеат во нашиот главен град, и овдека на иницијативата на Сдруженија на граѓани предводени од фондацијата или здружени во фондацијата Фридрих Еберт. Јас сум навистина среќен што ќе водам град и што ќе водиме општини во кои што граѓаните ги даваат своите иницијативи, ги даваат своите размислувања за тоа како може да се подобри животот во градот и во општината каде што припаѓаат, во име на Социјалдемократскиот съюз на Македонија како кандидат за градоначалник, во име на кандидатите за општински градоначалници. Подпишавме и обврска наша дека општините со кои што ќе ги раководиме, градот Скопје, ќе бидат отворени за соработка со невладиниот сектор, со здруженијата на граѓаните, нивните иницијативи, со цел да најдеме едни заеднички решенија кои што ќе помогна за подобрување на или урбанизирање на секојдневниот живот на нашите граѓани. Граѓаните на Скопје мора да учествуваат во креирањето на буџетските политики. Буџетот ќе биде транспарентен на начин што ќе биде во секој момент позната информацијата и како се собираат и како се трошат средствата, особено во делот кој што се однесува на активностите на невладиниот и граѓански сектор, бидејќи тука станува збори за финансирање кое што е заедничко со невладиниот сектор. Градот Скопје, општините во градот Скопје мора да создадеме систем на локална самоуправа во кој што ќе ја вратиме концентрацијата кон местните заедници, кон локалното население. Нив ги опремуваме со современа опрема со цел да граѓаните од нив, од кај нив имаат и каде да имаат спратилиште и каде и како да ги формализираат своите барања и потреби од граѓаните. Нудиме брза, транспарентна услуга, граѓаните да можат и во тие канцеларии на едно место да ги завршат своите потреби и за локалната власт, меѓутоа и за централната власт. Поинаквата локална самоуправа блиска до граѓаните е суштината на еден демократски живот, тоа е она што го носиме со нас. За реализација на ваквиот вид на град Скопје, на вакви општини, на развој на локалната самоуправа, ве повикувам на 15 октомври масовно да излезете на изборите, да го заокружите бројот 19, да дадете поддршката, затоа што во Скопје, во скопските општини го носиме животот за сите. Обезбедуваме чисти нови градинки, чисти затоплени училишта, инфраструктура потребна за секој граѓанин.